Дали кога се искачуваат планинските врвови, ги пронаоѓаме и врвовите во себе си, и колку искачувањето на еден врв значи надминување на самите себе. Денес на оваа тема разговараме со Маријана Ѓорѓиевска, планинерка од Прилеп, прва жена од Прилеп која го искачи врвот на Хималаите, но освои уште многу врвови и неслучајно се најде на листата 13 величествени, која ја предложи и ја направи Радио Пела, а како што знаете на 12 февруари, по повод Светскиот ден на радиото, кој е всушност на 13 ќе се случи во нашиот град доделување на наградите за 13-те величествени и 5-те млади луѓе кои се најдоа заслужено на оваа листа. Добре дојде и посакувам на Маријана во нашата програма. Добро ве најдов, благодарам за поканата, благодарам за номинацијата, навистина бев поласкана и пред се благодарам за ваквото представување, навистина добро представување. Благодариме и навистина ни е радост што си пример со она што го правиш, со твојата спортска активност, твоето планинарење, но некако навистина кога станува збор за спортот, планинарењето си има некои други специфики во однос на другите спортови. Па што е тоа што е различно во овој спорт и што е тоа што тебе те мотивираше да почнеш да се занимаваш со планинарење? Секоја спортска активност и секој онај кој што се занимава со било каква спортска активност знае кои се предизвиците за да се занимаваш со било каква активност, кои се откажувањата кои што треба да ги направиш и колку треба да бидеш постојан во таа физичка активност. Така да секој за својот спорт може да каже дека е најтежок, но ја ќе кажам дека за планинарењето навистина е најтешко. Жално е што кај нас планинарењето се уште не се рачуна како спорт, односно спортска дисциплина, туку го сметаат како активност. Јас се трудам да го промовирам планинарењето и сите планински активности кои што се случуваат на планина како спорт, како една спортска дисциплина и да им го зголемам приматот, па на тој начин и државата да обрне поголемо внимание на оваа спортска активност. Така, а како почна кај тебе? Како се развиваше таа љубов? Одамна е, подоцна се разви? Јас планинарам од ко знам за себе. Значи, од мало дете, значи бев носена, живеам во близина на Селечка планина. Така. Многу често ја посетувавме заедно со брат ми, татко ми, дедо ми. Од секогаш, значи, сум била надвор во природа. Таа спортска активност малце се намали во текот на моето студирање, но од кога се вратив во Прилеп, повторно продолжив да планинарам, па негде во 2016-2017 почна се случи еден поинаков вид на планинарење, односно почнав да искачувам планински врвови над 3000 метри, надморска височина, тоа во делот на планинарење се вика високогорство. Во 2017 се случи Мон Блан, еден предизвик кој што и денеска за сите планинари, тоа е највисокиот врв на Алпите, се наоѓа помеѓу Франција и Италија на граница, своевремено беше највисок врв на Европа, а сега највисок врв на Европа е во Русија, Елбрус, кој што го искачи во 2018. Потоа во 2019 следуваше Аконкагва, највисокиот врв на американскиот континент, од 6962 метри надморска височина, кој што е највисок врв во светот со исклучок на азискиот дел. Во меѓувреме беа голем број на други планински врвови во кои што во Европа и надвор од Европа, така да апетитите се движеа со самото моје искачување и проширување на погледите. И потоа дојде и Хималаите, така? Да, последно искачување на кое што бев и кое што го остварив е искачувањето на Island Peak на Хималаите. Тоа се случи минатата година, така? Така. Раскажи ми за тоа искуство. Какво беше чувството од врвот да се погледне сеона надолу пред тебе? Никогаш за себе не можев да помислам дека еден ден ќе бидам насред Хималаите и ќе ги гледам сите
светски 8.000-дарки, бидејќи таму се 14 врвови кои што се високи над 8.000 метри надморска височина и навистина се сон за сите посериозни планинари, односно високогорци. Често ми го поставуваат ова прашање, какво е чувството? Дури некогаш ни јас сама не можам, кога сум таму, да ајде со зборови да го доловам ова чувство, како ќе ја наречам оваа емоција. Значи нема зборови, тоа мора да се почувствува, но сепак искачувањето на врво не станува, чувството не е само кога ќе се качиш, туку тоа е цел процес од самите припреми долу, самото искачување, која сум јас кога сум тргнала, која сум јас кога сум стасала горе и која ќе бидам јас кога ќе се симнам долу. Значи чувството не се заснова само на една точка таму горе, туку е цел процес. Во вашата најава кажавте дека освојувам врвови, јас многу често ги коригирам сите. Значи јас досега во мојот живот, во мојата планинарска кариера, никогаш не сум освоила ниту еден врв. Тие ме освоиле мене и сум дозволила и понатака да ме освојуваат. Јас само искачувам, привремено ги посетувам кога планината ќе ми го дозволи тоа, бидејќи планината навистина мора да се почитува. Така е, значи целиот процес всушност е предизвик, не е само застанувањето на врвот, а некако чувствувам, вие ќе кажете дали сум во право, дека го нема тој толку голем надпреварувачки дух кога станува збор за планинарењето. Или грешам? Во смисла, ова не е фудбал, па да јас сум дал повеќе голови или оваа екипа победила. Туку овде некако станува збор за индивидуално надпреварување со себе си. Дали сум во право? Апсолутно си во право. Ќе се навратам на првичниот разговор, кога што реков дека секој спортист за својот спорт ќе каже дека е најтежок. Така. Бидејќи самиот по себе знај кои откажувања и кој напор треба да се вложи доколку сакаш да бидеш успешен во сферата во која што си ја одбрал. Жално е што планинарењето, повторно ќе кажам, го нема, не е толку истакнат на тој пиедестал, бидејќи кога ќе видите, еве имаме избор на спортист на годината, планинарење и се што е поврзано со планинарење, велосипедизам, трчање не е признато. А условите во кои што се одвиваат тие спортски активности се далеку поригорозни и непредвидливи во однос кога се наоѓаш во сала, на фудбалски терен или слично. Значи јас не потценувам ништо, но сакам да кажам дека разликата и надпреварот тука е поинаков. Надпреварот е со самиот себе си. Бидејќи на било кој спортист, еве и на фудбалер и на ракометар, не може да им се случи во текот на надпреварот да не им е погоден денот. Но на планина тоа не смееш да си го дозволиш, бидејќи не знаеме какви ќе бидат временските услови. Тука нема простор за откажување и поместување на тие граници, сопствени, откривање на сопственото јас. Мотивот кој што треба да го извлечеш од себе и да го потиснеш стравот е најголемиот надпревар во кој што еден човек може да се соочи. Какви физички подготовки бара овој спорт и веројатно посебни пред искачувањето на некои врвови? Така. Планинарењето бара континуирани физички подготовки, но ако говориме за високогорството, тука се многу битни и менталните подготовки, значи треба да биде човек навистина ментално силен и да биде подготвен на секакви предизвици, на секакви ризици и трезвено да се соочи со истите, бидејќи на планина нема никој да ти излезе во пресрет, не е ни во можност да ти излезе во пресрет, има една плејада на ризици, на незгоди кои што можат да се случат, а мораш да се избориш сам. Конкретно, кога разговараме, предпоставувам прашањето ти се однесуваше на припремата за една експедиција. Па да, и тоа. Навистина бара големи подготовки, физички, менталната добросостојба доаѓа кога си свесен дека си физички подготвен да го издржиш предизвикот. И значи треба навистина големи физички подготовки, особено пред експедиција.
Со оглед на тоа што планинарењето, рековте, не е признато кај нас како спорт, меѓутоа јас сретнувам многу луѓе кои повеќе или помалку се занимаваат, можеби рекреативно, не со високогорство, но со планинарење, го прават рекреативно, некои веќе и се дел од разни планинарски друштва. Што треба да се направи? Еве, например, колку Прилеп како град ги нуди тие можности за развој на планинарењето и што треба да се направи за да се поддржи овој спорт? Планинарењето во последниве години, не само кај нас, туку и во светот, има голем ек, односно голем број на луѓе почнуваат да го практикуваат, бидејќи бенефитите на физичкото и менталното здравје навистина големо и е општо познато. Еден од моите напори во однос на планинарењето е колку што можеме повеќе да ги анимираме младите лица, особено децата во училиштата, да започнат да го практикуваат планинарењето. Сите сме свесни и сведоци дека за време на оној корона период, кој што е еден неубав дел за некои од нашиот живот генерално, се случи едно враќање на човекот во природата. И тој тренд остана. Го забележувам тоа нешто и навистина ми е премногу мило, но сметам дека треба да се направат некои планови, односно да има некој систематски пристап при креирање на патеки, подигање на свеста и на совеста, не само на младиот човек, туку на секој оној кој што ќе ја посети природата, дека треба да ја остави онаква каква што ја нашол, или дури доколку види нешто кое што не е добро, да го среди, бидејќи природата, планината, севкупно, значи ни дава многу, па и ние треба да ја возвратиме на некаков начин. Така. Кој е следниот врв што сакате да ве освои? Секогаш кога одам некаде на планина, мислам, јас си поставувам предизвици. Добро. И имам една листа на предизвици во која што сакам да ја остварам, но без временски период, бидејќи некои работи едноставно не зависат од мене, така да Хималаите и еден куп работи се беа на таа листа, дел ги остварив, дел во иднина се надевам дека ќе ги остварам, така да следен врв мој не станува секогаш за планински врв, е да истрчам маратон. Добро. Затоа се спремам сега, бидејќи трчањето е нешто што воопшто не ме полни, нешто што не сакам да го правам. После некоја физичка активност, јас чувствувам, без оглед колку и да ми е тешко, чувствувам некаква убавина, после трчањето не чувствувам ништо убаво. Значи сега сакате тоа да го надминете? Да, го надминувам тоа. Се спремам за маратон, за да видам докаде се моите граници, бидејќи реално само 1% од светската популација има истрчано маратон. Јас имам направено толку работи за прв пат. Жално е да не бидам во тој 1% и да немам истрчано маратон. Да останете освен прва жена од Прилеп која го искачила врвот на Хималаите и да влезете во овој процент, значи. Да, тоа ме мотивира. Значи секоја година има една јапонска метода која што вели секоја година треба да си поставиш еден предизвик кој што ќе ги надмине твоите лимити, ќе ги руши старите навики и ќе создаде нови кои што ти служат, а сето тоа ќе обележи цела година уназад, односно ќе ги обележи тие 365 дена. Така да мораме континуирано да работиме на себе си, мораме континуирано да се мотивираме и на тој начин да оставаме пример за оние кои што не можат да најдат мотивација или не се доволно мотивирани или не секогаш можат да ја видат светлината на патот, па да бидеме еден позитивен пример за да создаваме убави приказки. Низ овој наш разговор вие дадовте многу убави пораки. Главната тема ни е планинарењето и вашите успеси, меѓутоа интертекстуално нашите слушатели и гледачи добија многу убави пораки и благодариме за тоа. За крај, дали ја погледнавте листата, што мислите за 13-те величествени и за кого едноставно ја дадовте вашата поддршка? Да, ја видов листата и навистина сум почестена. Многу е тешко да имаш признание од градот во кој што се наоѓаш, односно во градот кој што доаѓаш, и јас искрено не сум
надпреварувачки тип на човек и досега никогаш не сум трчала по некои признанија, но навистина ми значи со самото тоа што сум на листата, јас веќе се чувствувам како победник. Да, не сте се пријавиле, едноставно тоа дошло како признание на граѓаните и на нашиот медиум. Така да, сите оние кои што се на листата, навистина сум поласкана што сум ставена во такво друштво. Изборот за кого да го дадам мојот глас навистина е тежок, но секако ќе биде за некој кој што прави, сите тие прават позитивни промени во заедницата, но кога некој човек прави некаква позитивна промена за доброто на сите, а при тоа нема некој личен бенефит, односно тоа не е моја професија или нема некои материјални бенефити, навистина е посебно, така да мојот глас ќе замени во таа насока. Така. Благодариме многу за овој разговор, кој се надевам дека мотивирачки ќе влијае и на нашите слушатели и гледачи, зашто, како што рековме, планинарењето не е само спорт, тоа е и духовна и физичка дисциплина. Ви посакуваме многу успеси и се она што треба да ве освои, нека ве освои, а вие освоите ги врвовите во вас. Ви благодарам.